Добар ден, се вративме назад. Време е за следниот час. Синџири на исхрана. Часот не е синџири на исхрана, ќе им досадиме на децата веќе. Цел месец синџири на исхрана. Темата е взаимни односи кај конкретни екосистем. Малце по-специфично. Многу тешка реченица, односно тежок наслов, од кој што не можеме баш нешто многу да откриеме. Но и веќе ги кажеме по имите кои што ќе ги изучиме, односно ќе ги објасниме на овој час. Единка, популација, биотоп, биоценоза, екосистем, биосфера. Странски збор. Кинески наставничка. Затоа сум јас тука, нели, за да ги објасниме сите овие нешта, за да им бидат на учениците малку појасно и мора да се запознаат, мораме да ги подготвиме, затоа што понатаму ќе учат биологија во 7, 8, 9 и веќе треба да ги знаат овие поими. Да, затоа што понатаму ќе надградуваме секоја, дури и денеска нешто малку ќе видиме дека се поклопуваме со одредени поими и нешта, но таков е материјалот, се надградува секоја година и затоа во овој период учиме за адаптации, например, повеќето. Екологија е кај во сите оделенија застапено баш во овој период. Сега што тоа ќе учиме? Сега денес ќе разговараме за живата природа која што се наоѓа во природата. Односно ќе зборуваме за еколошки теми, за еколошка организација во природата. Имаме различни организации во природата. На еден час по биологија зборувавме за систематско групирање на живите организми. Ете така, но ова е еколошко групирање, еколошки нивоа на организација. Тука ми се напишани сите поими кои што денес треба да ги обработиме. Од најниското ниво на еколошка организација до највисокото ниво на еколошка организација. Почнуваме со единка. Што представува единка? Еден елен, еден зајак, еден волк, еден од било што животно растение. Ете така. Значи еден представник од еден вид. Така. Тоа представува единка. Најниска еколошка категорија. Повеќе единки прават нова група, нов поим, ново нешто во природата, а тоа е популација. Значи група од единки од ист вид кои што живеат на одреден простор. Се нарекува популација. Во овој случај ни се елените. И пишува дека секој вид во природата обстојува во групи или во популации. Зошто ми е ова напишано и што треба да потенцирам тука? Ако се намали бројот на видовите во популацијата, почнува таквите видови стануваат загрозени. Добро, и загрозени и може да се доведат до исчезнување. Затоа треба да се грижиме и да потенцираме дека си живеат организмите во групи и во популации. Така треба да биде и треба да ги заштитуваме. Навистина треба да внимаваме како се однесуваме спрема нив. А дали постојат некои видови или животни кои живеат како единки кои не се во популација? Не постојат. Не, мораат да бидат во групи или во популации. Кај нас, например, може да кажеме дека загрозено животно е рисот. Да, има многу мал број на рисови и многу нели убаво сега ни кажуваат од Друштво на еколози на Македонија како ги заловуваат, па како ги чипираат и за да може да ги следат, само за да ги заштитат. Навистина изумар, точно. Мора да се внимава затоа што навистина е интересно животно и убаво е да си го имаме, нели понатаму. Се разбира. Ете така. Единка популација. Така. Следниот поим беше биоценоза. Биоценоза, сега да замислиме една ливада. Во ливадата дали живее само еден вид на организам? Не. Што можеме да забележиме? Трева, пепирутки, може некој зајак, цвеќиња. Така. Зајачиња. Точно така. Некоја срничка еленче сада. Би било фино, идеално. Би било фино, идеално, така е. Значи, затоа сите тие живи организми кои што се живеат на одреден простор се наречени биоценоза. Тоа е еколошкото име, биолошкото име за сите популации, односно различни популации на еден простор што живеат. И еве тука преку слика убаво е објаснато дека имаме популација на пепирутки, популација на рози, популација на елени, да еве и тревата да си ја земеме тука. Значи сите тие живи организми, сите овие популации кои што живеат на одреден простор, ја прават биоценозата. Одлично. Следно нешто,
Следен поим е екосистем. Значи, уште поголема ниво, повисоко ниво на еколошка организација. И тука имаме поврзаност, функционална поврзаност на живите организми кои што живеат на просторот каде што го населуваат. И затоа имаме биотоп плюс биоценоза го даваат екосистемот. Живеалиште и животна заедница заедно го прават Значи екосистемот. копно, вода плюс животни и растенија еднакво на екосистем, така? Така. Одлично. Така, убаво. И сега прво ова ќе го видиме. Сликовито, ајде сега малку вие сад. Многу зборувам. Ајде, се разбира да видиме што имаме овде. Имаме биотоп, тоа е Така. местото каде живеат организмите и каде Точно. владеат посебни еколошки услови. Поток, бара, морски брег, ливада, пасиште. Точно така. И биоценоза, тоа е животната заедница, сите живи организми на едно живеалиште, микроорганизми, растенија, животни, заедно го создаваат екосистемот, Точно, системот сите живи организми кои населуваат некоја област. Ете така. И за да не се бунат децата, затоа се ставени тука Примери. шума, ливада, езеро, пустина, море, дека тоа представуваат екосистем. Така. Еве имаме морски екосистем. Така. И море Така, е биотопот, биоценозата, се живите суштества и така и екосистемот заедно го море. прават екосистемот. Сега во еден екосистем може да има многу живеалишта. Не можеме да го земеме целото тоа како едно живеалиште. Едно живеалиште море. Одреден вид на живи организми живеат во крайбрежјето, одредени на дното, во слободната вода има, на површината само има одредени многу ситни микроорганизми, организми кои што се микроскопски, фитопланктон и зоопланктон кои што живеат на површината и тие го прават свое живеалиште. И заради тоа во еден екосистем море можеме многу повеќе живеалишта да откриеме. Интересно. Да. Еве повторно езеро, тука е објаснето езерото како пример, затоа што ние кај нас е многу убаво заради нели заради тоа што имаме езера, три убави природни езера и затоа е земено како пример за да може да научат децата дека што представува биотопот кај езерото, што е биоценозата и како тоа тие си живеат во интеракција и ако ги оставиме слободни, тие многу убаво ќе си живеат. Ако ние не им правиме малку... Ако не да се бањаме во езерата, на Така. пример. И највисоката еколошка категорија на организација, највисокиот и најсложен степен на еколошка организација, биосфера. Би го превела ова, ние ги знаеме сферите кои што ги има на нашата планета. Уште едната сфера е биосферата. Што ми имаме био во зборот, значи нешто живо. Нешто живее, Така. Значи сфера или област каде што живее. Простор, значи секаде. Буквално секаде во било која од овие сфери каде што има жив организам се нарекува тоа биосфера. Дали се високите планини, дали е во атмосферата, дали е во длабоките мориња или во почвата, се онамо... Сите тие работи се дел од една иста биосфера? Така, тоа е, сите тие спаѓаат во биосфера. Ете така. И сега имаме две вежби. Ајде малку да се активираме. Како? А подреди Значи ги тука се нивоата. поимите, а тука се да речем дефинициите, објаснувањата за поимите кои што досега ги зборувавме. Жив организам што остварува врска со животната средина. Тоа е единка. Така. Точно така. А група единки од ист вид кои живеат на ист простор. Тоа е популација. Точно така. Заедница на различни популации што живеат на ист простор, тоа е биоценоза. Одлично. А сите живи организми и неживите услови, биотоп и биоценоза, формираат екосистем. Браво. И врвен земјин екосистем, тоа е биосфера. Браво. Одлична Станичка. Ако кажеме дека, например, ако кажеме дека на Марс има во моментов живот, и таму ќе кажеме дека постои биосфера. Точно така. Така? Да. И таму може да разликуваме што е биотоп, што е биоценоза, да. Сите овие нивоа на еколошка организација можеме и таму да ги употребиме ако знаеме дека некаде на друго место, на друга планета има живот.
И уште една имам вежба, така, јас денес ги спрашувам. Може, спремни? Сте заслужиле на толку предавања и да ни спрашате по нешто. Да. Поврзи ги по имите со својата карактеристика. Екологија е поврзана веќе, Да. наука за односите помеѓу живите организми и животната средина. Точно. Единка. Единка. Жив организам кој остварува врска со животната средина. Одлично. Животна заедница, живите организми што живеат на живеалиштето. Точно така. Така. Имаме екосистем. Така. Група единки од ист вид кои живеат на одреден простор. Не. Не. Целина на живеалиште и живи Ето така. организми. Точно Не се така. извинувам за мојата грешка. Точно така. Популација. Тука сега Ете се го. враќаме. Тоа е Група група на единки од ист вид кои живеат на одреден простор. Така, и живеалиште. И живеалиште, живите организми што местото неживиот дел во кој живеат живите организми. Точно така. Треба цело да се прочита за да може да се поврзе, да не се малку врза. е Така. по речениците се малку така потешки, па и 600 деление се Треба, веќе и треба. треба да биде. Малку така. Така. Одлично. Одлично, ви Дали благодарам имаме многу. некоја домашна задача наставнички што би можеле да им ја дадеме на децата? Би сакала да можат да ги организираат, да си направат една умна мапа со облачиња каде што би ги ставиле овие нивоа на еколошка организација во облачиња, па да ги објаснат сите тие нешта. И секогаш сакам да нагласувам дека овие домашни што ги задавам јас на телевизија, да не им бидат секогаш на децата првенствено нешто. Ти убаво да ги сработат како идеја, но да си се консултираат со нивните наставнички, затоа што добиваат и други задачи од нив, па така во консултација уште побаво ќе сработат. Да. Одлично. Тоа беше нашиот час. Сега можеме да проследиме еден мал џингл, па се враќаме повторно назад во ТВ училница.